Ете, веќе ме слушнавте како најавувам дека подготвен е филмот, ама навистина ова што ќе го видите денес ќе биде и интересно како филм. Заедно со нас професорката Ангелка Андрески од Сетукс Михајло Пупин и еден прекрасен ученик кој што би сакала да ни се представи сам, да ни каже која година и да му заблагодарам прво што за време на распуст ни направи чест и ни дојде во Сител. Јас сум Дамјан Тодоровски, учам во Михајло Пупин, од Скопје сум и трета година, сум моментално во Михајло Пупин. Сега имаме... Трета за четврта, така? Не, трета ќе бидам од септември. Така, имаме многу реквизити на масава, претпоставувам дека ќе ни покажете и дел од активностите на учениците. Меѓутоа, она што е најактуелно, професорки, и оттаму ќе почнеме. Кажете ни, вчера беа уписите во ова училиште, каков е интересот и меѓу другото, ќе имаме ли млади електричари, затоа што се повеќе е во дефицит дури и оваа професија која што и тоа како е потребна. Добро утро, Прице. Добро ве најдовме, многу ви е во студијата. Благодарам. Пријатно се чувствуваме. Како што кажавте, вчера ни беа уписите за средното училиште. Ние доаѓаме од Средно електротехничко училиште и мора да кажеме дека сме доста задоволни, значи доста добро помина уписот. За разлика од претходни години, каде што можеби повеќе интерес имаше за гимназиското образование, оваа година средното стручно образование и тоа доста добри ученици. Мораме да кажеме дека ни дојда повеќе од половина од учениците се со солиден успех, што е уште поголем предизвик за нас секако. Нас ни е чест секогаш да работиме со талентирани ученици, со ученици кои што сакаат да работат. И што зборувавме за во однос на занимањата. Значи, знаеме дека имаме дефицит во Македонија воопшто од стручни кадри, од ученици кои што имаат некаков занает во рака. Па така ние како училиште се трудиме нашиот воспитно-образовен процес да го реализираме не само за теоретска настава, туку и да имаме доста голем број на часови на практична настава. Значи, знаеме дека тоа е случај со сите средни стручни училишта, средни електроучилишта, меѓутоа еве нескромно да кажеме на некој начин како иноватори, учествувавме минатата година доста голем број на професори од нашето училиште за изработка на реформирани програми за средното стручно образование. Пилотиравме, почнавме првата година, стартуваше доста солидно. Ако помине добро кај нас, ќе биде тој во сите средни електроучилишта во Македонија. Значи, имено седнавме на маса заедно со фирмите, компаниите од Македонија, еминентни компании, каде што ги послушавме нивните побарувања за пазарот на трудот, што им е потребно учениците да имаат од знаење и вештини, умења, откако ќе го завршат средното образование, за да можат веднаш да се вклучат во процесот на работа, во продуктивност. Јас имам прашање, конкретно споменавте акција со соработка со фирми. Колку таа практична настава се следи таму учениците каде што одат? Имам, значи, од моето искуство лично, јас учев Слава Струја, Ворце Николов, тогаш електро, меѓутоа одевме на пракса чисто формално, да поседиме малку, да ни се подпишат во тие, не знам како беа, книшки некои. Дали конкретно... Дали сега тума знаеш да смениш? Тоа знаеме, значи, знам некои работи, знам и да залемам и некои други работи. Да, ама дали од гимназија знаете? Не, добро, од гимназија учевме, значи имавме 9 часа пракса, еден цел ден, значи ден и пол настава по пракса, меѓутоа зборот ми, дали некој ги следи тие деца таму што работат и евентуално да се добие шанса по завршувањето, нели, на училиштето да се вработи во таа фирма. Точно, се менуваат времењата, морам да кажам, и тоа во добра насока. Значи се трудиме секогаш да ги следиме трендовите, технологијата оди постојано напред. Значи тоа што денес кога работиме го учиме, до утре веќе застарено. Значи мора постојано да сме во тек. Во однос на тоа, нашето училиште е веќе препознатливо дека има доста добра соработка со еминентни компании, и тоа компании со странски инвестиции во Република Македонија, каде што доаѓаат во нашето училиште, ги препознаваат тие добри услови за работа што ги нудиме на нашите ученици, работилници, кабинети со современа технологија и како резултат на тоа се склучија меморандуми за соработка минатата година со една еминентна компанија, да не именуваме, годинава уште со 6 нови, значи се прошири таа соработка, се изработија образовни програми кои што се во согласно со нивните потреби и учениците, значи не само што обавуваат практична настава во текот на наставата во училиштето со голем број на часови, туку имаат и голем број на часови практична настава во самите тие компании. Во самите компании на терен се следи, значи, и од наши професори и од ментори, соработници од самите компании.
значи со нивна современа апаратура, да не е нешто застарено или само за образовни цели, него буквално тоа што се применува во реални услови за да ги стекнат тие вештини што им се потребни. Токму таа пракса се применува и од тие западноевропски земји. Значи тие го донесоа тоа искуство таму. Како што ни беше примерот со гостувањето во Швајцарија. Професорка, да му дадеме малку шанса и на Дамјан. Дамјан, ајде да ни покажаш што изучувате. Јас тука гледам еден робот, дали може би овој робот нешто ќе направи? Па секако тоа е усовршена верзија на првичниот кој што го направивме додека бевме на обука во Словенија. Тој може да се првиот робот што беше првата верзија само имаше два зглоба, односно на стапалата и на нозете, кој што можете да видите. А тука ние додадовме и раце, каде што тој наместо само нозете и стапалото да ги движи и рацете во ритмот на песната на Майкл Джексон, Smooth Criminal. Дали ќе може да го видиме? Роботот ќе танцува ли? Да. Чекај, јас ова многу сум заинтересирана. Само моментално му се истрошени батериите, така затоа не може го. Поспани од собајле малку. Поспане роботот, ама е одличен. Распустен роботот може би затоа. И сега, Дамјан, чиј изум беше ова со роботов да танцува како Майкл Джексон? Па не знам, на интернет постојат многу туторијали или идеи кои што ти можеш да ги искористиш и да ги усовршиш. Браво. Дамјан ни е многу вреден ученик. Мора да го похвалиме и тоа што на распуст дојде, прифати да дојде. Че професорки, вие имате во суштина гениалци кои што учат во неколку профили, да кажам. Кои се тие профили? Меѓу другото, колку што јас истражив за овие профили, се многу барани на пазарот на трудот. Дури мислам дека овие момчиња и ќе ни ги земат во странство како тргнуваат работива. Не ги даваме. Да? Ние одиме во странство заедно со нив, меѓутоа одиме на обуки, на меѓународни соработки. Нашето училиште има долгогодишна соработка со училиштата во регионот, значи со школскиот центар Крањ во Република Словенија, со училиштето Нови Сад од училиштето Михајло Пупин од Нови Сад школски центар и Руѓер Бошковиќ од Република Хрватска. Сите тие се средни технички училишта со кои што соработуваме. Ова беше дел од соработката, морам да кажам, со школскиот центар Крањ во Словенија. Значи Дамјан беше дел од тимот од ученици и професори кои што бевме таму на обука и работевме на вакви проекти, размена на ученици всушност се случува, потоа тие доаѓаат кај нас. И може да го исклучиме само да игра ли игра? Роботов, значи ние морам да кажеме дека од нула изработен во училиштето, значи не се купени деловите, него е нацртан во програма за 3D дизајн, испечатен со 3D принтер, поврзан со деловите. Браво, дечки. Што се хардверски и програмиран на компјутер за да ги работи сите тие работи. Дамјан, а што ни донесе сега исто така да видиме што е таа направа? Ова Ова се тука се е изуми на учениците од Михајло Пупин. Се може да направат со микроконтролерите. да, ова тука е CNC плотар кој со помош на степер мотори кои што ги извадивме од DVD читачи од компјутер, ги предвижува оските X, Y доската, каде што имаме прецврстено и пенкаво, кое што црта, каде што максималниот цртеж би можел да биде околу 4 см на 4 см, бидејќи толкова е можноста на овие степер мотори. Чекај, Дамјан, сега сакаш да кажеш дека пенкалото ќе пишува со тоа што ти преку компјутерот ти го контролираш? Да. Хајде да видиме. Се вирува, Маријан. Магијата во тоа што од стари делови од ништо се прави нешто. Професорке, која е вашата струка? Еве, жена сте? Јас сум електроинженер од електротехнички факултет. Значи, вие сте им професорка на децата и ментор меѓу другото. Значи, јас сум импресионирана од една ваква дама. Благодарам. Што има, кои струки други освен? Да, извинете, не ви одговорив на прашањето. Значи имаме 4 годишни електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Тоа не е всушност и реформираната што не доаѓа од прва година што стартувавме. Потоа електротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар енергетичар и 3 годишните занимања електричар и електромонтер на електроенергетски мрежи, што всушност и стартуваше поголемиот дел од соработката со тие еминентни компании што ги спомнав. Ја каде сум сега? Јас имам официјално занимање Ти сега веќе електротехничар. готово, не може стига во овие водити. Имаме и преквалификација за вонредни ученици за
Следното Ќе прашање го ми е навлечете професор, јас мислам дека ќе ми се запишал. следното прашање ми е колку е можност да завршува ученикот 4-та година, да биде вклучен некаде во некоја фирма да работи и дали постои таква можност и паралелно фирмата еден вид стипендија да му дава, па паралелно и да студира вонредно. Токму вчера имавме посета од компанија која што бараше да стипендира ученици. Значи можностите се огромни. Имаме секакви компании, тие работат таму на веб дизајн, зборувам за време на школувањето. Веб дизајн, бази на податоци, значи програмирање, како што кажав со реформи се гледа да бидат и понови програмски јазици, да се менуваат работите. Зависно од образовните профили, значи поврзување на микроконтролери, програмирање на микроконтролери. Сега јас не сум од смерот за електричари, меѓутоа и тие си имаат своји стручни работи на кои што се усовршуваат. Не сакам да го закачам. Дамјана, многу ме интересира Ива, како би им порачал на твоите врсници, зошто е добро да се запишат во ова средно стручно училиште? Па, како прво, сепак тоа представува стручно училиште, каде што сепак добиваш некое знаење. Колку толку и тоа што го изучуваме ние сега е најбарано на пазарот, бидејќи како се развива светот, се повеќе и повеќе имаме потреба од електроника, од микроконтролери, бидејќи се што користиме моментално се е составено од тие. Тоа е самиот мозок. Кој е твојот сон? Што ќе бидеш ти кога ќе Не завршиш знам, не училиште? сум размислувал многу на таа тема. Значи, еве да разјасниме, воглавном работите се или со помош на компјутер. Да, Значи без да го разјасниме и тоа да не се свати дека ете Не да се сврти Но во сега било сфера не се присуства. сепак и телефоните го заменуваат компјутер. Не, добро, се зборот ми е повеќе и повеќе. со технички помагала во Млади секој случај генерации да. се ова, колега. Млади генерации, додека ти за компјутер, тие веќе на телефоните прават Морам чуда. да спомнам дека се толку вредни. Значи, Дамјан е еден ученик од многуте што останува и после часовите, иако не треба. Значи, на таа техничка секција додатна настава, вклучени се во одржувањето на компјутерите во училиштето, компјутерската мрежа, значи дали поправање хардвер, дали софтверски корекции. Сами го одржуваме всушност училиштето во однос на тоа. И сега, Дамјан, дали е наместен веќе овој систем, дали ќе... Само уште малку момент и ќе биде. Ево да го испише името Михаил Да. Купин. Името на вашето На училиште, нашето кое што училиште. всушност и го представувате. Професор, ќе има и втор уписан рок. Дали може би ќе има и ученици кои што повторно ќе можат да конкурираат, па дури и потикнати од овој наш денешен разговор. Дали ќе им дадете шанса, како стојат работите? Значи, како што кажав, ние сме доста задоволни од уписот оваа година. Ни се пополнети паралелките, меѓутоа секогаш сме отворени за соработка за ученици кои што сакаат оваа струка, кои што сакаат да работат, талентирани, солидни ученици. Така. Колка е бројката на ученици во прва година? Односно колку класови имате отплика? Значи, вчера ни беше уписот, официјалните резултати се во тек на истекнување, меѓутоа имаме доста солидна бројка. Дамјан, тешко ли е? Па, зависи, ако сакаш тоа да го учиш, не е воопшто тешко. Посебно ако има Интересно е. ваков интерес, затоа Да. што останувате и почасовите. Искрено, јас и ретко кога сум видела млади ученици кои што сакаат да останат на настава плюс. Самоиницијативно. Да, па реално. Професорка да каже, значи не е Дамјан, само има и други Да, деца кои остануваат сега, како ги добиваат и оние други потребни Тие знаења. добиваат идеи од интернет, ова е интересно, сакам да го изработам и кога не му се дава теоретски, мораш да го научиш тоа, него нешто да направи, губат офсет за време. Ќе биде ли сега пишувањето? Јас ова со нетрпение го очекувам. Имаме 3 минути точно, и онака нашите вести почнуваат од 9 часот. Ако ништо друго, барем да видиме една од Само да се овие. уклучи сликата. Значи, пекалцата го вклучивме, системот го поставивме. Само уште да. Удете ли никогаш на да го надпревари корак. со овие изуми? Да, значи нашите ученици учествуваме на доста проекти како училиште, надпревари, постигнуваат солидни резултати. Ево да не почна. Сега Само скоро исто момент. така нашето училиште тим од ученици и професори учествува на повик од Фондот за иновации и технолошки развој и добивме како една награда, како поттик за да се изработи проектот со соларни панели за производство на електрична енергија. Значи 80% од потребите за електрична енергија очекуваме дека ќе бидат покриени со таа фотоволтаична централа што би се поставила на покривот на училиштето. Идејата беше од намалување на загадувањето,
па да видиме колку можеме ние да придонесеме за да се сами се произведуваме електрична енергија. Браво. И меѓу друго да сакам сега тука да искористам приликава да најавам да видат гледачите со мене и повестите. Ќе зборуваме за намалувањето, честитката за електрична енергија, намалувањето на цената. на цената на струјата, а во меѓувреме јас не знам што да кажам, освен дека сум импресионирана од целиот овој изум. Дали веќе си ја заврши работата компјутерот? Го испиша тоа што беше на мене. Дајте да го видиме, колеги, ве молам. Еве нашиот Не може да го видите свој. Леле, погледнете тоа со каква прецизност роботот напиша име на училиштето од каде што ни доаѓаат професорката Ангелка и Дамјан. Што да кажам, освен импресионирана сум, Дамјан, еден ден се надевам кога ќе станеш многу познат научник, ако јас Повторно си ќе Маријан, дојдеш. да, ако јас си Маријан, освен Маријан, ако не оди повторно во електроводите. Се надевам Никогаш не се знае. ќе ни дојдеш повторно и дека ќе ни направиш чести како голем изумител. Па секако да. Професор, ќе ви благодарам многу што ни дојдовте и Благодариме навистина на ни поканата. возможевте да видиме какви се чуда и какви генијалци постојат во Македонија, а се во вашето училиште. Се надевам и кога ќе почне учебната година, па некого од учениците ќе извадиме од часови, тој е најдобриот дел. Секако да ни гостувате повторно. Би се израдувале тие секако. Да. Благодарам уште еднаш.